Веќе една недела течат преговорите за составување на нова влада. Откако лидерот на СДСМ Зоран Заев ги достави бараните гаранции до председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, го доби мандатот за состав на влада и ги започна преговорите со албанските партии од парламентарното мнозинство. Заев вчера изјави дека се надева во скоро време ќе ја достават програмата за новата влада, како што ветиле и при самото добивање на мандатот. Реално известно е дека ќе ја формираме владата, ние се надеваме дека позади таа влада ќе стојат најмалку 67 пратеници заради сериозноста на сигурноста на мандатите кои што ни требаат пред се заради реформскиот процес. И покрај тоа што преговорите се одвиваат на повеќе нивоа, средби помеѓу лидерите, но и работни групи, информациите кои стигнуваат до јавноста за текот на преговорите не се конкретни и изјавите на представници од различни политички партии за она што е ветено и за она што се договара многу често се контроверзни. Лидерот на ДУИ Али Ахмети синоќа изјави дека главните точки од платформата на албанските политички партии се опфатени во владината програма, а за останатите теми и понатаму ќе се зборува и ќе се отвораат јавни дискусии. Платформата на политичките партии на албанците е за доброто на Македонија и регионот. Во неа има многу круцијални нешта како што е влизот на Македонија во НАТО и ЕУ, економски развој, развојот на регионите, така што нема ништо лошо во неа. Оти главните нешта на таа декларација се опфатени и во владината програма, но во истата има и теми кои ќе се отворат за јавна дискусија и тие теми не се некоја тајна, затоа тие нешта кои тука сме ги опфатиле во платформата во иднина ќе излезат пред народот како тема за дискусија, вели Ахмети. За разлика од него, пред 2 дена лидерот на Алијанса за албанците Зијадин Села изјави дека не се откажува од така наречената платформа на албанските партии и генералниот секретар на Движењето за реформи во ДП Арбен Таравари во гостување на Алсатем телевизија истакна дека од лидерот на СДСМ Зоран Заев побарале двојазичноста да биде експресна. Çfarë i thatë, çfarë i kërkua atje Zoran Zaevit? Për shembull, dygjuksia të jetë ekspres. Ndryshimet në kodin zgjedhor të bëhet sa më shpejt. Dhe çfarë tha ai për të dyja? Po, është i interesuar edhe lidhje të bën shumica e të rinjve edhe s'din Nuk e din se çfarë përfaqësojnë. Edhe aty, domethënë kishim pajtueshmërinë në shumicën e gjërave të cilat i bisedum. Kjo ishte ajo që e bisedum për 90 minuta me zoti Zaev. Do me thënë, zoti Zaev, megjithatë që publiku ta di, pranoi një pjesë të këtyre Absolutisht, gjërave. bile edhe i afatizuam ato tamam cilën kohë duhet të realizohet, që të kryejmë një besim të mirëfill se në të ardhmen do funksionon ky koalicionim, nëse funksionon mirë, pse mos ketë edhe bashkëpunim edhe Синоќа Централното претседателство на Движењето за реформи во ДПА на Зијадин Села одлучило да ги продолжи преговорите со мандаторот Зоран Заев за влез во идната, како што велат, реформска македонска влада. Највисокиот партиски орган на партијата на Села со едногласна одлука го овластил преговарачкиот тим и потесното раководство да ги договори сите детали и модалитети за заедничкото учество во владата со СДСМ, се наведува во партиско соопштение.